Ние не можеме да имаме реформи. Ние можеме да имаме магариња кои што се тренираат на оваа држава да бидат политичари. Е тоа ќе имаме. А додека они се тренираат како да бидат политичари и државници, нас 60-70% од младината ни отиде. Зашто? Затоа што оди во Европа за да зима европски пасоши, за да живее европски. И сега тука некој кој што го проживеа својот живот, на нас и на новите генерации ни кажува добро е, не треба да се иде во Европска унија. Види, тоа е тезата на Мицкоски. Неговата генерација била разочарана. Абе за твојата генерација Мицко, знаеш како да ти кажам? Абе иш такво ни ми е. Значи јебавте мајката на држава и ти и твојата генерација. Пошто сте лопови, фрустрирани и неизживеани. Следната генерација да не иде во ЕУ. Затоа што ти си фрустриран од ова, твојата генерација била фрустрирана. Мрш и ти и твојата генерација. Значи ја упропастивте цела држава. Вашата генерација ја упропасти цела држава. Јас им кажав не благодарам. А кој си ти да им кажеш не благодарам? Еве ја мислам дека не треба да се каже не благодарам. Еврејската знаеш како гласи? Никад не се напуштаат преговори. Никогаш не се станува од маса.